civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Значи, прво и во однос на поништувањето, тоест укинувањето на Законот за спречување и заштита од дискриминација, јас многу јасно го искажав незадоволството од работата на Уставниот суд, за кој што мислам дека сосема неоправдано и со многу погрешно читање на Уставот и на законите го направи ово укинување и навистина би било само спекулација зашто тоа го направил и кој добил од тоа. Меѓутоа, според мене фактот дека ја доведоа државата во ситуација да има еден вакуум во кој што немаше законска регулатива со која што граѓаните би се штителе од дискриминација и тоа е недозволиво после толку години на борба за донесување на овој закон и после толку години на постоење на ваква законска регулатива. Инаку што се однесува до ова прашање, јас навистина во моментов дури не би зборела за дискриминацијата, која што е многу јасна и која што вика не треба да има различен третман заради одредена карактеристика на луѓето, меѓу кои што е и етничката припадност и посебно кога станува збор за вработување во приватниот сектор, тој кој што вработува, доколку постои сомнение дека вработил некого му дал предност заради тоа што припаѓа на одредена етничка заедница, не на друга и слично, треба да докаже дека го вработил тој човек не заради неговата етничка припадност, туку заради тоа што ги има соодветните квалитети, вештини, знаење и искуство кои што се потребни за тоа работно место за кое што и го вработил. Значи, според мене, едно вакво решение би било и дискриминирачко. Не можеме да збориме во случајов за афирмативна акција. Јас го избегнувам зборот позитивна дискриминација, бидејќи тој во себе содржи некако вид на апсурд, туку го преферирам зборот афирмативна, тоест изразот афирмативна акција, кога се дава свесно предност на одредена категорија луѓе, кога станува збор за дискриминацијата. Сметам дека постои обид за нарушување дури на системот на слободна економија и дестимулација на надпреварот за квалитет. Јас би сакала да зборувам за елементите на нарушување на демократскиот систем и демократските принципи кои што би ги имале со донесувањето на една ваква мерка. Значи, прво, нашиот систем се базира на правата и слободите на индивидуата. На ваков начин ние ги внесуваме колективитетите како структура која што е над индивидуата, односно го негираме граѓанскиот принцип и влегуваме во еден систем кој што беше карактеристичен за едно друго поранешно политичко уредување. На ваков начин ги принудуваме луѓето да се искажат како дел од одреден колективитет, затоа што ако не припаѓаат кон одреден колективитет, не може да ги влечат бенефициите кои што се поврзани токму и само со припаѓањето на тој колективитет. Второ, ова е спротивно на конвенцијата, на рамковната конвенција за заштита на националните малцинства, која што е ратификувана од нашата држава, од Република Северна Македонија. Во оваа конвенција има една многу интересна одредба. Вика, секој припадник на одредена етничка заедница може во било кој момент да се откаже од припадноста на таа заедница и за тоа да не трпи негативни последици било од заедницата од која што излегува, било од заедницата кон која што сака или има намера да се приклучи во случајов
Доколку некој не сака да биде препознаен како припадник на одредена етничка заедница, ќе трпи негативни последици. И ја лично мислам дека Република Северна Македонија ќе се најде на тапет заради непочитување на оваа конвенција. Она што исто така ми пречи во сета оваа работа и кое што е директно поврзано со отсуството на демократијата во нашата држава е отсуството на расправа за оваа проблематика. Значи, повторно имаме нешто кое што се наметнува од озгора. Немало расправи, немало разговори, немало јасни насоки кои што би доаѓале како потреба која што доаѓа од самите граѓани за воведување на ваква мерка, меѓутоа некому горе во власта му текнало дека треба такво нешто да направи и од најразлични причини, а според мене тоа е најпрост партиски клиентелизам кој што се обидуваат партиите да го создадат, одеднаш наметнува една ваква мерка и тоа врз основа на паушални тврдења. Имено, нема анализи, нема статистички податоци, нема бројки, од кои што нема фактички некој конгломерат од податоци кој што би ни укажал дека има проблем со вработувањето на различни етнички заедници во приватниот сектор, дека има помалку приватни предпријатија кои што вработуваат или во кои што носител, раководител на предпријатието е припадник на одредена етничка заедница, па дури и тие каде што само вработени се луѓето од одредена етничка заедница. Значи, немаме такви податоци. И врз основа на што ние би превземале мерки, доколку немаме фактичка ситуација, фактичка анализа, од која што би произлегло дека имаме проблем и сега државата треба да најде начин како да го адресира тој проблем. Значи, ова што го спомневте е онаа повеќе кратна можна дискриминација, меѓутоа и заради тоа јас го спомнав едноставниот принцип врз основа на кој што може да се утврди дали некој при вработувањето бил дискриминиран или не по било кој основ. Значи, тој кој што вработува треба да докаже дека не го примил некого, го одбил некого од вработување, не заради тоа што има конкретна карактеристика, значи, туку заради тоа што не исполнува одредени услови кои што се нужни за конкретното вработување. Значи, да речеме, може да имаме жена, ромка, лесбејка, која што конкурира на одредено место и е одбиена. Не знаеме зошто е одбиена. Дали е одбиена затоа што е жена, дали е одбиена затоа што е ромка или заради тоа што е лесбејка. Меѓутоа, доколку ги исполнува условите, тој кој што ја одбил треба да докаже дека не е одбил заради тоа што припаѓа кон конкретна група, врз основа на која што може да се определи дискриминација, туку ја одбил заради тоа што не исполнува одредени услови. Да речеме, ако бил конкурсот за маж менекен кој што ќе представува машка долна облека, не можеме да очекуваме дека ќе вработи жена. Така, нали, независно дали е жена, ромка, лесбејка или хетеросексуалка и слично. Значи, постојат многу јасни принципи врз основа на кои што може да се види таа дискриминација. Иначе, има афирмативна акција, да речеме и во развиените западни земји, кога станува збор за приватниот сектор. На многу интересен начин се прави, да речеме, кога станува збор за дискриминацијата врз основа на пол, односно меѓу жените и мажите. Да речеме, тие инсистираат сега и постои дури и една посебна европска директива која што е насочена кон зголемување на бројот на жените во управните одбори. Затоа што е дојдено до заклучок дека независно од нивото до кое што доаѓаат жените при напредувањето, при кариерното напредување, постои еден така наречен стаклен плафон кој што не може да го преминат. Заради тоа што постојат стереотипи и предрасуди кои што оневозможуваат да дојдат на одредени високи позиции, независно од нивните квалификации.
И во дел од западните земји, многу интересно, да речеме во Франција тоа е присутно, е усвоена една афирмативна мерка со која што се вика: тогаш кога државата склучува договор со одредена приватна фирма, да речеме градежна приватна фирма или некоја друга, предност ќе добие, значи повторно ги исполнуваат условите и едната и другата и третата фирма, предност ќе добие онаа фирма која што има поголем број жени во управниот одбор. Значи, многу интересно и автоматски на тој начин посредно ги принудува и во приватниот сектор на ниво на управувачки позиции да го зголемат бројот на жените. Значи, тоа не вика дека ќе биде дадена работата на фирмата во која што има повеќе жени во управниот одбор, туку предност ќе има доколку на еднаков начин ги исполнува барањата, условите и слично. Значи, тоа е тој суптилен начин на кој што се врши афирмативната акција и на кој што се овозможува да се излезе од она што представува кал на претходно постоечка дискриминација, на стереотипи и на предрасуди. И мислам дека тоа е нешто што никако не успеваме да го промовираме овдека кај нас, дека не треба ние да го намалиме квалитетот, не треба да удриме на квалитетот, туку треба да утврдиме кај ни е проблемот и да најдеме соодветни алатки без намалување на тој квалитет, да го разрешиме проблемот. Да, во одреден период, да речеме негдека во 90-тите години, и јас тогаш правев многу големи истражувања за тоа зашто ги нема етничките албанци во администрацијата, во локалната самоуправа и на централно ниво. И од бројките излезе дека ситуацијата е страшна. Навистина, нигдека ги немаше етничките албанци во администрацијата и тоа беше факт. И ние го поставивме тој факт и рековме, треба да се најде начин како да се адресира овој проблем. Прво, зошто постои тој проблем? Дали нема доволно стручни кадри, дали едноставно се прави дискриминација, дали е прашање во образование и слично. Наместо да се изанализира на ваков начин целиот проблем и да се најдат решенија на вистинското извориште на проблемот, тие донесоа решение во одреден момент дека треба да се постигне правична застапеност во администрацијата. Нашите пресметувања беа дека доколку во тој момент, кога се донесе тоа решение, се вработат во јавна администрација апсолутно сите етнички албанци кои што имаат високо образование, не може да се постигне правична застапеност. И дека доколку се отиде со едно такво решение, без да се удрат другите елементи кои што довеле со години на дискриминација до таква ситуација, дека ние ќе дојдеме во ситуација прво од образованието, да ги извлечиме сите етнички албанци и да ги поставиме во министерствата, што и се случи. Во тој момент во Министерството за надворешни работи, во Министерството за правда, за локална самоуправа беа поставени наставници, учители кои што требаа да бидат во образованието. И што се случи? Одеднаш образованието остана со мањак на кадри и беа надополнувани, посебно во селските општини, со недоволно едуцирани, со лоши кадри и слично. Значи, наместо да се реши проблемот беше потенцир. Наместо да се зголеми образованието на децата од албанската етничка заедница, тие добија послабо образование и ја изгубија битката со конкурентноста, односно влегоа во затворениот круг на партискиот клиентелизам заради тоа. Значи, она што е многу важно кога станува збор за дискриминацијата е да се утврди каде е коренот на дискриминација, каде е проблемот и да се разреши тој проблем, а не да се обидуваме да ги лечиме само симптомите и на луѓето да им даваме аспирин, а тие треба да се лечат од рак. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.